Добар ден, ова е најновата Телма амбуланта и овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Што значи диагнозата проширено срце кај младите и возрастни пациенти? Дали станува збор за самостојна болест или за последица на друга состојба, како вродена срцева мана, воспаление на срцевиот мускул или пак генетско нарушување? Кои симптоми укажуваат на ваков проблем и каква е улогата на спортските и превентивни прегледи? За диагностиката, третманот и прогнозата зборуваме со доктор Гораст Коњановски, специјализант по кардиохирургија од клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, вклучете се со ваши прашања во програма и дознайте нешто повеќе за оваа болест. За зголеменото срце ке младите и возрастните како главна причина за ненадејна смрт. Денеска зборуваме со доктор Гораст Коњановски, специјализант по кардиохирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, добре ве најдов и чести привилегија ми што сум ваш гостин во оваа емисија. Докторе, што точно значи диагнозата зголемено срце, проширено срце? Да, тоа се малце две различни работи кои почнува од една па се префрла на друга. Значи тоа е зголемено срце кога срцето е зголемено во мускулот. Значи срцевиот мускул се зголемува, причините ќе ги наведеме, а понатака во прогресијата на болеста како прогредира и прогресира, срцето станува и проширено, па доаѓаат тие и симптоми на срцева слабост. Така. Сега, што се може да доведе? Ве споменавте различни причини има кои што може да доведе до проширување, односно до зголемување најнапред на срцето. Каква е улогата на генетиката? Да започнеме од тука. Улогата на генетиката е примарна. Значи, најчеста причина, односно главен фактор и најголем процентуално број на зголемени срца е во негде од 60 до 70% е идеопатска. Што значи тоа? Значи дека е генетска причината, односно е нарушување на генот за саркомерите кои контролираат контрактилноста на срцето. Нарушувањето е нели на самиот ген, па од млада возраст, од рана возраст, дури може и од доенчиња, ако е со поголема прогресија болеста да се развие зголеменото срце, па понатака прогредира и во млади и тинеџерски години. Друга најчеста причина, други две најчести причини се оние од секундарно потекло. Ќе се задржиме уште малку на генетиката пред да преминеме на останатите причини. Доколку некој од родителите во семејството има проширено, односно зголемено срце, дали или некаква друга кардиолошка болест, дали ќе треба да се започне порано со превентивни прегледи, контролни прегледи и кај децата? Тоа е обавезно, значи бидејќи специфично тој ген изголеменото срце е автозомно доминантно пренослива болест. Тоа значи дека 50% се шансите родителот да го пренесе генот на детето. Така да кога се знае дека има во фамилијата родител со проширено срце, првиот круг на семејството обавезно мора да направи генетски скрининг. А доколку, да речеме, во семејството прв пат се забележи овој проблем кај едно од децата, дали браќата и сестрите иско така треба да се испитаат? Да, треба да се испитаат. Првиот круг сите треба да се испитаат. Генетско испитување да направат? Генетско испитување, вклучително и родителите. Бидејќи на почеток може да нема експресија болеста, но во подоцнешните стадиуми и родителите да ги добијат тие симптоми. Значи тоа не е само рутинска тоа е рутинска препорака, не се дава само во одредени случаи? Кога се работи за изолиран ген од типот на овој хипертрофична кардиомиопатија, во тој случај треба да се направи генетско испитување за првиот ред од семејството. Така, за да се види кој се го е носител на тој ген. А понатака, да, кардиолошките контроли сепак треба да продолжат, но препораките се првично да се види тоа генетски, за да се следи со време. Зошто? Бидејќи долго време болеста знае да остане асимптоматска. Да не даде никакви знаци. А кога станува збор за вирусните инфекции, и тие исто така може да доведат до ваков проблем. Да започнеме со младите. Како срцето на младите реагира?
Секако. на грип или пак на ковид? Видете, тие симптоми првично се препокриваат едни со други. Односно, нели, додека не се направи дефинитивната диагностика која е причината, симптомите се исти. Односно, се развива една слабост, истоштеност, забрзано дишење, замор, пред се, замор и неможност за извршување на секојдневните активности. Кај вирусната инфекција ова се случува многу брзо и е поакутен тој пат, да кажам, многу е побрз тој пат на развивање на тие симптоми, бидејќи човекот на почеток нели нормално све си функционира, настинува, добива било каква вирусна инфекција која го афектира срцето, настанува миокардит од вирусна етиологија и започнуваат тие симптоми бидејќи срцето ослабнува. Ние што викаме ежекционата фракција на срцето ослабнува, пумпната снага ослабнува и едноставно се чувствуваат тие симптоми на срцева слабост. А кај другиот тип, да речем зголеменото срце, на почеток останува долго време, може да останат асимптоматски и симптомите ги добиват тек во момент кога ќе се зголеми до доволна мера тој мускул внатре во срцето, ние што викаме преградата, нели, септумот, и ќе се исполни комората со мускулна маса, ќе се намали волуменот на крв кој нели претходно е нормален и немаме доволно крв која испумпува од срцето према органите, телото и примерно мозокот, затоа ги добиваат и тие симптоми на нели на вртоглавици, на губење на свест и така натаму. Така, главен симптомот е всушност замор. Е се како да се направи разлика помеѓу обичен замор и замор кој што е последица на некаков проблем со срцето? Тука е диагностиката. Значи тука веќе започнува диагностиката, а пациентот се јавува со некаков проблем и наше е на тимот да диагностицираме зашто станува збор, односно да се најде причината. Значи при таков премор секогаш треба да се јави пациентот на лекар или пак како родителот забележи дека детето го губи здивот при игра, уморно е, има бледило. Да, тоа е неспецифичен. Попрележана вирусна инфекција. Да, треба тоа да е биде неспецифичен замор. Тоа не е замор на долга оптовареност, да кажам, него тоа е еден специфичен замор на краток здив, на неможност да се изврши она што претходно се вршело. Да речеме, ако детето слободно си играло, трчало, нели, без прекин и 10 и 15 и пола час, сега тоа не може да го направи ни малку. Од друга страна се гледа и на самата лицева експресија, односно детето е бледо. Детето е бледо и како друг симптом кој доста често се јавува се тие палпитации, односно може да почувствува тремор, граден тремор, може да почувствува градно стегање, односно граден дискомфорт. Градната болка секогаш е поврзана со некој проблем со срцето или не мора тоа да значи? Не, но мора прво да се исклучи дека е од срцева етиологија. А губењето свест кај младите? Не. Се поврзува исто со кардиоваскуларен проблем или? Мора прво да се исклучи кардиоваскуларен проблем за губењето на свест, односно тука може да се аритмиите причина, може да е самата оваа болест хипертрофичната кардиомиопатија, бидејќи како што кажав нема доволен дотур на крв во мозокот, а кроз патот може да се причина и каротидните артерии кои го снабдуваат мозокот со крв. А дали анемијата или пак проблемите со тироидната жлезда може да доведат до привремено зголемување на срцето? Па не би рекол. Не би рекол до привремено зголемување на срцето, може да доведе до одредени симптоми на забрзан срцев ритам, може да доведат до палпитации, до аритмии, до други нарушувања, но директно да влијае на зголемувањето на срцето, односно хипертрофијата, не. А што е со современиот начин на живот? Дали е тој ризик за зголемување на срцето, например сидечки, животен стил, потоа нездрава исхрана која што води кон дебелина, покачен крвен притисок и слично. Дали тоа може да го оштети срцето и да доведе до негово зголемување и проширување? Пред кратко ни рековме дека ќе кажем и другите две најчести причини за хипертрофичната кардиомиопатија, односно зголемување на срцето. Една од нив е аортната стеноза, значи кога е аортната валвула стенозирана, со тек на време доаѓа до хипертрофија на срцевиот мускул, како резултат на тоа што срцето се бори
нели, да добие повеќе, да собере повеќе енергија, вака кажано, за да може да ја испумпа таа крв. И другата причина е долгогодишната хипертензивна болест. Значи, тие што се хипертоничари, а најопасно се оние кои живеат со притисок од 150-160 милиметри живин столб од систола и кои викаат дека не име, нели, ништо. Да, како не го чувствуваат тој притисок, со тек на време и со тек на годините доаѓа до ремоделирање на срцевиот мускул и до оштетување со тоа што се зголемува срцевиот мускул. Дали кај адолесцентите, кај младите се забележува покачен крвен притисок? Може ли кај нив ова да биде причина за проблеми со срцето? Не би рекол, значи ова е кај луѓето, односно кај пациентите во подмината возраст, односно возрастните пациенти, додека кај младите, кај адолесцентите и другите, нели, пациенти кои се со помала возраст, примарна причина е генетиката. Како почесто се забележува Кај зголемено срце? Кај возрастните тоа има една драстична разлика. Кај возрастните 1 на 500 се забележува во последните истражувања студии, додека кај помладата популација е 1 на 200.000. И ги вклучим и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашање кое што се однесува на проблемот со срцето, кое што понекогаш доведува и до ненадејна смрт. Понекогаш можеме да слушнеме дека здрав човек кој што немал никаков проблем, ненадејно починал. Дури им се случува тоа и на спортисти. Поврзано ли е токму со недиагностицирана промена на срцевиот мускул, односно поради неговото зголемување? Доколку се установи дека е од срцева причина, директно е поврзано. Значи, хипертрофичната кардиомиопатија е најчеста причина за ненадејна смрт кај доенчиња, млади, адолесценти, тинеџери, па дури и возрастни луѓе. Односно малигната аритмија, која се јавува. Што значи тоа малигна аритмија? Значи вака, како се зголемува срцето, односно срцевиот мускул, тоа се клетки. Тие клетки немат можност за делба. Значи миоцитите, клетките на мускулот на срцето немат можност за делба. Него тие се зголемуваат. Покрај тоа што но покрај тоа, иако тие се зголемуваат, васкуларноста, односно васкуларитетот, прокрвареноста на срцевиот мускул не се зголемува право пропорционално со самите миоцити, со самиот мускул. Па така доаѓа до една хронична исхемија на срцевиот мускул, настанување на фиброза, изумирање на тоа ткиво, и во тој случај тоа ткиво, односно тоа срце и тој мускул е доста вулнерабилно. Па во така се јавува таа вентрикуларна фибрилација, која ние викаме малигна аритмија и која води до ненадејна смрт. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Јас слушам двајца гледачи. Во моментов најнапред да го слушаме првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, едно прашање, доктор. Значи, јас сум со ежекциона фракција 38% и функционирам нормално. Значи, се движам, немам задишување никакво, пијам апчињата N300 и Jardians, сигурно е запознан доктор, со N300 и Jardians, и останатите што ги пратат овие. Но имам некое пецкање по телото некогаш, дали тоа е периферниот нервниот систем, како да го речам, или е нешто друго. Иначе да речам, во движење не се задишувам, иако по скалите кај мене се качувам без проблеми никакви. И тоа не смем да го правам, али имам скали, морам да се качам, тоа е. Нарамно немам проблем никаков, значи апчињата се погодени добро, само што пецкањето се јавува по телото некои периоди, чешање, пецкање и така. Така, да немате, доктор, уште некои прашања или тоа би било се? Па вака не ми звучи дека е директно поврзано нели со срцето, но сепак некое што чешкање и пецкање може да биде дел од тие палпитации, нели доколку не се објасне
адекватно како е. Предлог е секако кога и да има такви работи да се јави на кардиолог и треба да се направи и барем едно 24 часовен EKG холтер за да се види ритамот на срцето, односно дали има прескоци, дали има аритмија, кој може да јави чувство на пецкање. Ке слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, јас од дете многу сакав спорт. И се занимавав и во школски денови, осмолитка, бев ракометер, потоа велосипед возев во Црничето, а возно нагоре-надоле, роши возев, ама се живо. Кога спија сите поручеки, јас играв баскет сама. Кога бев на преглед, нели за на спортски преглед, ме снима, ми најдоа за плуќата, ми најдоа вика ово срце е преголемо, вика ова е големо, преголемо и за машко, а не па за девојче. И ми правеа преглед, значи сите прегледи тие физички, па како не се замарам, ништо не ми е. И потоа не му се веруваше на докторот, дека може такво срце да не е грешка, нешто, и ме пратија голема на снимка да направам и гледа, вика вистина е така. И пак ме прегледуваше во одмарање, во нели сите оние спортски активности го слушаше срцето. Вика нема ништо. И јас се уплашив и отидов, вика, ме уплаши, треба контрола да правам. Појдов кај другиот докторите, која рече да му кажа сите спортови што ги се бавев. Така. Рече, добро, тоа е спортско срце, иначе е опасно проширено. Сега, живеев така се добро, до 57 години, кога добив 2 вирусни заболувања, пред тоа многу сум била отпорна на грипови. Од тие 2 вирусни заболувања изгледа ми удри на срце. И, ама инај бев не одев на лекар, осеќав некои проблеми. И ќе сум умрела, среќах што маш ми, ја викам викни такси, аз иначе се умрав многу, почнав. И ќе сум можела да умрам тоа, да не дојде брза помош се. И сега, значи, имам кардиомиопатија, хоп, диабет, висок притисок имав, сега немам. Тоа го ставивте под контрола, така? Да, и само интересира, дали е причина нешто тоа што сум имала спортско срце проширено во младоста, па да добијам ова, или не знам што. Така, ова ви е навистина едно интересно прашање. Јас се надевам дека ќе бидете и сте сега во добро здравје. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што можете да кажете во однос на спортското срце? И дали тоа може да доведе до некаков проблем? Значи, Како се прави дистинкција? Што е спортско срце, што е проширено срце? Помеѓу хипертрофичната кардиомиопатија и зголеменото срце, иако некој знае да се помеша, односно спортското срце, се извинувам, има јасна дистинкција, но за нештото да може да се потврди што е и како е, мора да се направат кардиолошки контроли, а не да се избегнуваат. Има неколку параметри медицински, нели, кои ја прават таа дистинкција и разлика. Прво и основно, срцевиот мускул кај спортското срце не е енормно зголемен. Да кажем, ако септумот на срцето е нормален до 11 мм, кај спортско срце би виделе 13, максимум 14. Додека пак е хипертрофичната кардиомиопатија, ние сме гледали и до 22-23 мм зголемување на тој срцев мускул. Друго, физичката активност кај спортското срце не е скратена, односно не е намалена, бидејќи комората не е скратена, односно има доволно простор, има доволно волумен, доволно крв доаѓа се собира во левата комора, која се испумпува нели во телото. Правиме овој кај спортското срце, додека кај пациентите со кардиомиопатија, односно хипертрофична, тоа не е случај. Така, значи тоа би била клучата разлика, но што доколку некој спортува, му се јави зголемување на срцето, треба да се направат прегледи спортски, превентивни, кардиолошки. Како се проценува дали понатаму треба да, доколку се граничи се вредностите?
Споменавте до 13-14 мм. Многу ретко се гледа спортско срце кај непрофесионалци. Значи тоа треба да е значајно оптоварено, треба да има да се бави баш професионално, нели, со тој спорт, па ние да кажеме дека има, нели, некој спортско срце. Кај сите други, во сите други случаи, пациенти би рекол, каде што не се бават со професионален спорт, таму не би рекол дека се работи за спортско зголемено срце, него треба да се продолжат. Односно треба да се направат сите испитувања кои ни се надофат. Ќе се надоврзам на дијагностиката, нели? Првично кога се оди на лекар, поготово на кардиолог, се прави ЕКГ. ЕКГ-то е првиот чекор, односно првиот степен кој може да ни каже што се случува со срцевиот мускул поготово, но и со комората. Но може ли ЕКГ-то да биде уредно, а сепак да има проблем? Да, за тоа се продолжува со ехокардиографија, која ни кажува малтене баш се. Иако во денешно време златен стандард за дијагностицирање и правење дистинкција меѓу тие болести, поготово за кардиомиопатиите, е магнетната резонанца на срце. Бидејќи таму се гледа всушност за дебелувањата на мускулот? Таму може да се види не само за дебелувањата и величините, него и етиологијата. Може да се види и причината. Значи, има одредени методи кои се изведуваат со еден контраст, годилиниум се вика, така да на магнетот може убаво да се види, да се направи дистинкција и причина дали се работи за миокардит, кој довел до ослабнување на тој срцев мускул, дали се работи за хипертрофична кардиомиопатија, колку е изразена таа хипертрофична кардиомиопатија, дали имаме фиброза на срцето, односно на што го објаснив, нели, претходно, и дали срцето трпи исхемија. Колку често зголеменото срце кај пациентите е случаен наод при систематски преглед или пак рентгенска снимка? Доста често, поготово кај возрастната популација, бидејќи, како што реков, долги години може да остане недијагностицирано, односно да остане таа состојба асимптоматска. Бидејќи срцето се адаптира на условите и тој мускул се зголемува, па ја компензира, да речем, компензира тој недостаток со тоа што се зголемува и фракцијата. Срцето има можности да ја зголеми. Има механизми кои може да ја зголемат, нели, фракцијата, но со како се зголемува срцето, така таа комора се исполнува со мускул, нели, и со немање на доволно волумен, односно крв кој ќе го испумпа надвор од телото, па така тука се добиваат и првите симптоми. И затоа многу често кај возрастната популација останува долги години и недиагностицирано, бидејќи тоа што тие прв пат се соочуваат со тие проблеми, односно еден од најчестите симптоми кај нив е и синкопа, односно губење на свест. Ќе ги вклучиме повторно гледачите. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до водителката, поздрав и до лекарот. Ви благодарам. Јас сум по возрастните години. Сум во колица, без колкови тие работи, не се движам, али усеќам на срцето гушење, некогаш замор имам и некои бодежи од кај левата страна, кај под мишката дури. И под брадото од доле, како ваздух да немам. А не се движам, у колица сум. Без бубрек. И не знам докторот да ми објасни, без движење, без тие замори да ги имаш. Така, но како ја движите количката? Дали со раце, со... Имам и електрична, ама немам простора со рација. Значи, сепак имате некоја форма на движење. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторот сега ќе ви даде некоја мислење, вака телефонски, колку можевте да процените. Да. Значи, покрај физичката активност, организмот има своји метаболни потреби, нели, и самите органи кои срцето треба да ги задоволи. Така да не е дека не може да се јавуваат симптоми на срцева слабост и кога пациентот не се движи, тоа се тие според класификација малце поодминати
подминати стадиуми и мојата препорака е дефинитивно да се направи кардиолошки преглед, бидејќи според ова што го слушаме, нели голема е веројатноста да се работи за подмината фаза на срцева слабост. Така, значи се направи еден кардиолошки преглед. Да. Добро. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Да. Јас имам тумор на надбобрежна жлезда. Така? Од туморот имам палпитации и ми се зголемува крвниот притисок. Така. Користев бета-блокатори користев, но ми го дигаше притисокот ненормално, едва се откашив од нив. Па сега што ќе пропораша докторот како да го регулирам притисокот, ми се качува 180 на вечер. Докторе, да немате уште некој прашање? Не, јасно ми е. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи тука хипертензијата, односно таа хипертензивна болест, долгогодишна, кај него е секундарна, односно не е примарна причината. Значи потекнува од надбобрежната жлезда, Потекнува од хормоните на надбобрежната жлезда, така? Тоа се Кортизол, адреналин, да, што значи е тоа? тоа многу често е во форма на тумор. Тоа е бениген тумор, Добро. кој лачи неуростимулативни хормони. И доаѓа до зголемување енормно на притисокот. И покрај целокупната терапија ние не ја лечиме причината, него го лечиме симптомот. Последицата. Така да мислам дека треба да се обрне за ова сериозно внимание и да се види што може да се направи директно на тоа поле. Може би и со хирургија да се отстрани туморот? Да, сепак треба да се диагностицира. Така да се се види и локацијски и да се видат и да се направи и значи изворот на проблемот всушност да се реши. Така. Бидејќи вака покачениот крвен притисок ќе обстојува и ќе прави проблеми. Секако, да. Само лековите тука не може да ја исконтролираат болеста? Нема. Еве, пациентот ти каже колку и лекови да менувал, колку и да пил лекови, како и да пил лекови, значи едноставно со тек на време ќе ствари резистенција и а причината, односно проблемот нема да се решава, бидејќи лековите не делуваат на тие хормони кои ги лачи, нели, надбобрежната жлезда. Така. Кога ќе се издиагностицира зголемено срце? Кај младите. Кај нив дали постои шанса проблемот да се врати во нормала доколку се земаат одредени лекови, односно срцето да ја добие првобитната големина? Дали е реверзибилен проблемот? Дали е реверзибилна болеста кај нив? Вака, значи до пред одредено време тоа не беше случај. Односно целокупната терапија која се започнува кај овие пациенти е симптоматска терапија. Односно да може да се извршуваат нормалните физички и дневни активности. Но во последните, мислам дека од прилика 2 години, веќе има еден нов лек кој е влезен во клинички испитувања во висок стадиум. Тоа е инхибитор на миозин, така се вика. Кај нас се уште го нема, се уште е во испитување. Ние пред отприлика 7-8 месеци имавме симпозиум за срцева слабост, тука организиран кај нас, и баш се презентираа и првичните резултати кои се доста обеќавачки и ветувачки. Така да ќе оставиме на времето да почекаме да види што може да се направи, нели, и како ќе реагираат на тој лек. Иначе до сега без тој лек само се намалува прогресијата, нели, со целокупната претходна терапија, се успорува прогресијата на болеста и се подобрува едноставно квалитетот на животот, се до оној момент додека веќе ќе треба да се оперативно реагира. Дали овие нови третмани имаат ефект само кај младите или пак и кај возрастните може да дадат подобрување, односно намалување на големината на срцевиот мускул? Се испитува на секоја возраст, бидејќи
кај повозрастните главната причина доаѓа кога ќе дојде до излезниот тракт на срцето под аортната валвула, стеснувањето. Тука нели хирургијата зема замав и тука настапува и хирургијата на сцена. Али сепак се испитува, значи како што реков, и на таа возраст и на помала возраст, така да и во двете групи сега за сега, како што беше представено, има ветувачки резултати. Но да оставиме да видиме како ќе завршат тие клинички студии. Така, сегашната терапија што се прима ке пациентите, дали треба да биде доживотна? Да. Таа е доживотна терапија. Не може да се прекине доколку се забележи подобрување или... Не, бидејќи, како што кажав, мускулот при примање на конзервативна терапија, од она дене што ја имаме, не се враќа во она нели нормална, за да може правобитна состојба, за да може пациентот без таа терапија да функционира и да живее. Но ќе видиме сега, значи после оперативниот третман сме забележале враќање на нормал. И тоа е доста интересно и тоа ние ќе го дообработуваме понатака, бидејќи тоа е и она што го работиме и заедно во клиниката. Тоа начелно треба да биде и мој докторски труд. Баш околу оваа состојба. Кажете ми кога како кардиохирург одлучувате дека е потребна хирургија кај пациентот со оваа болест? До кога лекови? Кога веќе треба да се пристапи кон оперативно решение? Значи, кога лековите веќе нема да ги покријат симптомите, односно кога пациентите и покрај целокупното примање на целата терапија продолжува да ги чувствува истите симптоми и не се подобрува квалитетот на животот и доаѓа до аритмии, до палпитации, до губење на свест, тогаш по направената дијагностика, доколку видиме јасна прогресија на болеста и оправдана хируршка причина, во тој случај интервенираме хируршки. Сложена ли е таа операција, на отворено срце ли се изведува? Како изгледа? Има неколку начини и пристапи, но според резултатите кои се добиваат, значи може да биде интервентна, се вика со алкохолна аблација на септумот на срцевиот мускул. И со тоа техника треба да се добие ослободување на тој дел. Но резултатите не се баш ветувачки и одлични за пациентите и таа симптоматологија за брзо знае нели да се врати. Додека пак при хируршкиот третман проблемот се решава многу подобро и појасно. Препораките и она што најчесто се прави, да кажам, во светот, е миектомија на септумот, тоа значи отстранување на дел од мускулот на срцевата преграда, за нели тоа што кажа престесната да може да се ослободи и реконструкција на митралната валвула. Но од пред одредено време, поврзано со темата за која кажав дека работиме во нашата клиника, ние започнавме со еден нов пристап, односно да го бараме проблемот во друг дел. И проблемот го баравме во тие, се гледаат таму на снимката, нели, во тие папиларни мускули. Односно, тие мускули ја преку хордите ја контролираат работата на митралната валвула. И кога се зголемува срцето, бидејќи тие се мускул, енормно се изменуваат. И ние почнавме да го бараме и да го истражуваме и од научен аспект проблемот баш во тој субвалвуларен митрален апарат, ние го викаме баш во тие мускули. Па со последната техника, односно со техниката која ние почнавме да ја применуваме, добивме доста ветувачки резултати, но ќе видиме. Така, со некои поконкретни информации во некои од следните тилма амбуланти. Да, ќе видиме како ќе биде кога ќе може да го направиме тој, нели, follow-up или тоа следење на пациент. Докторе, што е со исхраната кај лицата кои што имаат зголемено или проширено срце?
На што треба да внимаваат? Значи, треба да внимаваат и да се однесуваат онака исто како кога имаат и коронарна болест. Зошто тоа го кажувам? Бидејќи главната причина за ненадена смрт е кога доаѓа до исхемија на мускулот, односно до неадекватна васкуларизација, право пропорционално пропратено со зголемувањето на срцевиот мускул. Па така, штетните животни навики, зголемени од шеќер, зголемени од крвен притисок, пушењето, стресот и се тоа што го прави тој еден нездрав начин на живот, заедно доаѓа до запушување на тие микроваскуларни крвни садови кои суфициентно и онака го искрануваат енормно зголемениот мускул. Доаѓа до атеросклероза? До запушување на тие крвни садови? Да. Значи атеросклерозата е еден од ризик факторите кој што води до Не, до влошување на Да, секако. Кој што ќе доведе до влошување на состојбата. Секако. Сега пациентите со оваа болест понекогаш се советуваат да не земаат премногу солена храна. Некои сосем исклучуваат сол. Дали е тоа проблем? Доколку пак се сосема се исклучи сол од исхраната? Доколку болеста прогредира до тоа ниво и се јави срцева слабост, односно од зголемено дојде до проширено срце, тогаш да, треба да се внимава, бидејќи тогаш инжекционата фракција и самиот мускул е доста слаб. Значи не исто зголемено и проширено срце, тоа е исто така една информација што е корисно да се знае. Зголеменото срце може да се врати во нормала? Така? Во одредени случаи, зависно од етиологијата, причината која што довела до тоа. И причината, да. Дали е примарно? Доколку е вирусна инфекција, на пример. Да, се враќа. Тогаш може да се враќа. Се враќа, бидејќи причинителот е вирусот. Така. Сега, дали гледаме дека многу млади спортуваат, па и возрастни лица се повеќе физички активни, бидејќи знаеме тоа е еден од начините за да си го зачуваме здравието. Потребно ли е пред да се започне со одредена спортска активност да се направи преглед на срцето? Не би рекол. Не. Бидејќи бројот кај овие пациенти кои се јавува со овие кардиолошки проблеми е релативно мал. Така да кај младата популација која спортува и нормално го поднесува нештото, нема потреба никаква да се прават дополнителни или кардиолошки превентивни прегледи. А лицата што имаат кардиомиопатија, дали смеат да бидат физички активни? Да, но не професионално. Значи, она што е дозволено кај лица со зачувана ежекциона фракција, односно каде што нема срцева слабост, веќе развиена, и нема диагностицирани малигни аритмии, може да се бават, но рекреативно. Професионално не. А има ли некои спортови сепак што се поризични за лица со кардиомиопатија? Па би рекол сите спортови кои бараат голем залогај. Односно кои бараат големо залагање, кои доста доаѓа до оптеретување на самиот организам, на срцето. Така, но пешачењето, претпоставам дека се препорачува. Секако. Значи тоа е рекреација веќе. Пливање? Може. Возење велосипед? Се може, но додека е во оној... но да не се искачува водно, например, со велосипед. Ете така, додека е рекреација. Се што е повеќе, односно оди према професионализам, би требало да се избегнува за да не дојдат до несакани последици. Докторе, но некои млади преку ноќ почнуваат да се занимаваат интензивно со спорт. Ке го земат велосипедот и возат по планини. Дали е тоа проблем? Проблем не е, но ако има проблем, ќе почувствуваат. Ако почувствуваат проблем, тогаш треба да се направи испитувањето. Иначе проблем секако дека не е. Но секако дека ќе се почувствува проблем доколку имаат болест за која денес ние зборуваме. Споменавме дека често пати
зголеменото срце е случаен наод, понекогаш се забележува и на рентгенска снимка. Може ли тоа да биде погрешно интерпретирано, например на рентгенска снимка да се види зголемено срце поради аголот на кој што е направена снимката, во реалност тоа да не е така? Или тоа е ретко? Може, затоа сепак диагнозата се поставува исклучиво со ехокардиографија. Така, ехокардиографијата е златниот стандард, а магнетната резонанца на срце веќе ја потврдува на најубав начин диагнозата. Оние кои што имаат зголемено срце, а потоа ќе им се јави и проширено срце, колку често ќе треба да прават контроли? Исто така и тоа зависи од возраста. Кога почнуваме младата популација, до 12 години, ако веќе се знае дека го имаат овој проблем, односно ако се диагностицирани со хипертрофична кардиомиопатија или еден од родителите, кардиолошките контроли треба да се прават на секоја година. Еднаш годишно? Еднаш годишно. Од 12 до 18 години може да се прават и на поголем размах. Што би им советувале на родителите кои што имаат дете кој што е забележано зголемено срце? Како тие да го поддржат, да не претераат во тоа, бидејќи велат дека се создава и некој психички притисок во тие моменти? Да, тоа е малце деликатна. Што е јасно, бидејќи се загрижени исклучително. Деликатна тема, тоа некои посебни вака совети доколку може повеќе од психолошки аспект да се работи со тие деца, дека таа терапија која треба да се прима не е недостаток, и да се објасни дека не би требало да се впуштаат во оние екстремни спортови кои захтеваат доста физичка кондиција и напор и кој се ствара замор. Сигурно не е едноставно за млад човек да мора да се откаже од спортот во кој што е активен да тренира, но не мора сосема да се откаже, како што споменавте. Сосема не. Значи, некоја лесна физичка активност и треба да има. Еве и неколку совети за младите, кои што кога се настинат, имаат грип или пак ковид, било каква вирусна инфекција со покачена температура, сметаат дека се силни, дека можат и си продолжуваат со тренинзите. Не, тоа не сме. Тоа не сме во случај на вирусна инфекција или било што кога организмот се бори со екзоген надворешен фактор кој довел до било каква инфекција, никако не се препорачува од медицински аспект физичка активност, бидејќи организмот и онака доволно многу троши, базалниот метаболизам е неколкукратно зголемен за да може да се избори со таа инфекција, дополнително ние да го изложуваме на непотребна активност. Но оние кои што се бават професионално со спорт, понекогаш гледат што побрзо да се вратат на теренот, на тренингот. Не, мора тоа да биде медицински одобрено, мора тоа да биде после направен преглед, мора организмот да е излекуван како што треба, за да може професионално некој или после тоа да се занимава и да се врати на спортските активности. Значи, додека сме болни, да одмараме? Да. Бидејќи тоа може да доведе до проблем со срцето? На некој начин, доколку има предиспозиција или некоја скриена болест, да, може. Самата вирусна инфекција во моментот може да, како што кажавме преска, да направи кардиомиопатија, односно миокардит. Колку често се среќавате со пациенти со ваков проблем? Па, повеќе би рекол дека со ваков проблем се среќаваат кардиолозите, односно ние доктори кои се постојано во амбуланта и ги гледаат овие работи доста почесто. Кај некој има потреба и од хоспитализација во почетните стадиуми, но најголем дел може со терапија и со адекватно диетско-хигиенски режим да може тоа да се излекува. Кога решението ќе биде само хирургија, каква е реакцијата на пациентите? Бидејќи постои страв од операција на срце. Ние им посветуваме доста време. Значи и пред операција и после операција разговараме со нив, постојано сме
во контакт, многу често и со фамилиите. Се објаснува на секаков можен начин и да правиме некој пристап до пациентот, нели, да му влееме и доверба и да свати дека тоа е нешто што ќе му помогне, а не ќе му одмогне. Се случува ли да се обидуваат да ја одложат операцијата? И тоа со години. Со години? Да, и тоа е поштета нив. Што значи со години да се одложува операција на срце која што е неопходна? Па така доаѓа до запаѓање и на срцевиот мускул и пропаѓање, но тој страф или таа неинформираност доволна доаѓа до пациентот да долгорочно и долго време одложува таа операција, купирајќи ги тие симптоми, нели, со терапијата, намалувајќи својата физичка активност, избегнувајќи други работи, но сепак тоа не е правило. Така, кога нешто... Ние сме имале пациенти од надвор од државата, од странство, кои долго време одложувале таа операција и дошле во еден потерминален стадиум. Кога веќе и ризиците се поголеми. Нормално. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Ви посакувам пријатен ден.